400 станови, локали и канцеларии се планираат со идејното решение за парцелата наспроти Holiday Inn. 1250 жители ќе се вселат и сместат во новите 3 згради кои ќе се подигнат на оваа локација. Две од новите згради според проектот кој беше презентиран ќе бидат стамбени, а третата ќе биде деловна со простор за локали и канцеларии. Во сите 3 објекти ќе има по 2 подземни нивоа со околу 1000 паркинг места и зелена површина од 6250 квадратни метри. Инвеститорот и архитектите убедуваат дека проектот е модерен и целосно еколошки и енергетско ефикасен. Тука имаме 2 влеза, еден кој што е под деловната зграда и еден каде што се локалите, и имаме еден излез, тоа е директно на улицата Кеј 13 ноември. Посебно внимание обрнавме кон продор низ самата парцела со оваа пешачка улица која што се надевам дека ќе стане едно ново место, една чашија која што во Македонија има всушност голема историја на јавен простор. Во поглед на тоа дали ќе има градинка или училиште, согласно СДУП-от, од компанијата изјавија дека не е предвидено, но можело да се отвори посебна градинка во деловниот простор. За слободни места во училиштата побарале информации од надлежните институции, но не добиле, бидејќи како што рекоа, ни самата држава не знае колку вакви капацитети има. Во меѓувреме, граѓаните продолжуваат со потпишување на онлайн петиција, но архитектот Гогуловска, еден од авторите на идејниот проект, и порача на јавноста да провери дали била изманипулирана со ставањето подпис на петицијата. Петицијата гласи не за масовни бетонски блокови или како и да беше, чудовишта, а не за неградење или за стопирање на градба. Мислам дека е безпредметно да правиме муавет за некаква петиција со која што јавност ние не градиме ни 90.000. Која што е направена врз база на некакви си модели кои се не соодветствуваат со деталниот урбанистички план. Уште помалку со реалноста. Да, јавноста треба да види дали било изманипулирана или не. И додека инвеститорот се подготвува за градба, продолжува префрлувањето на одговорноста меѓу институциите. Градоначалникот на Центар Богдановиќ вели дека во следните 2 недели ќе направи се што е во негова моќ, но упати и порака до Министерството за транспорт и врски и тие да преземат нешто. Конкретно, да ја потпишат суспензијата на елаборатот, која општината ја доставила до нив. Министерството за транспорт е прво посочено во јавниот повик од 29 граѓански организации, универзитетски професори и архитекти, кои бараат од премиерот Заев да помогне во суспендирањето на планот за високатниците.